Ние мора да најдеме начин, дали преку наш акт, дали преку очекувања од Европскиот совет, нивни заклучоци, што може да помогне, меѓутоа јас мислам дека најголемата гаранција можеме да направиме ние и таа се крие во начинот како пред се во уставниот закон кој што би ги спровел измените за кои што зборуваме, измените во преамбулата практично на уставот. Ние мора да се заштитиме, можеби можеме тој чекор да го направиме реверзибилен, па ако од другата страна нема добра вера, нема fair play, тогаш можеби можеме да се вратиме чекор наназад. Немаме луксус ако навистина се отвора прозорот, ако навистина се отвори вратата за нови членки, ние мора да бидеме таму. Или барем да направиме се што можеме рационално за да бидеме таму. Многу е тажно и многу не ослабува тоа што нема национална позиција за ова прашање. Да прашам и имаме големи разлики меѓу владеачката коалиција, пред се меѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ за ова прашање, за патот напред. За жал, од СДСМ, како што имаше признание дека сгрешија со кривичниот законник, кога ги намалија казните и овозможија застарување на едно чудо дела за кривичното дело злоупотреба на службена положба, немаше таква реализација и јавно признание за пакетот од 22 година. Тоа ќе биде почетокот кон градење на една национална позиција која што ќе не направи нас многу посилни и посериозни и во очите на нашите европски партнери и во очите на комшиите во Софија.